necessarily? Okay. It is, yeah. Yeah. And are certain places good at that? So we have a great forensic psychologist. Зборувањето за менталното здравје доаѓа само од себе кај Аналија Тейлор, виша директорка за студентска благосостојба на Универзитетот Меримаунт во Арлингтон, Вирџинија. Mental health impacts. Менталното здравје навистина влијае на се што правиме. Факултетот е предизвикувачко време за студентите. Има многу промени, постојано се во развој. Тие се соочуваат со многу прашања поврзани со идентитетот, какви работни места сакаат да имаат, во што се добри. Таа вели дека особено им е тешко на странските студенти. They're in the middle of two different cultures. Тие се наоѓаат во две различни култури, имаат своја домашна култура, а потоа се обидуваат да се вклопат во нова култура, што создава многу стрес. Може да се соочат со јазични бариери, финансиски стрес и носталгија. Аноджин Чандмани од Монголија е бруцош на Универзитетот Меримаунт. Like last week, I was Минатата недела на некој начин бев депресивна поради носталгија за дома. И дури кога мислам дека се прилагодувам, чувствувам некоја празнина. Ми недостигаат мојот дом и семејството. Таа се пријавила на терапија. Well, I think mental health is important and well-being. Мислам дека менталното здравје е важно. Тука, за разлика од мојата земја, луѓето сакаат да се грижат за тоа. Тоа е една од најголемите предности што сум тука. Бруцочот на Универзитетот Меримаунт Ајнуш Пател од Индија вели дека засега е добро, но го поздравува постојаниот пристап на Универзитетот за менталното здравје. Менталното здравје е најважното нешто што треба да го имаат луѓето. Јас бев во депресија, но не го забележав тоа до 12-то одделение. Сватив кога дојдов во САД. За празниците Пател вели дека ќе излезе и ќе ужива во божикните веселби. Ќе бидам околу Арлингтон и ќе ги видам дрвијата и звончињата. Ќе биде возбудливо. Чандмани вели дека дружењето и помага да се чувствува подобро. So being with the Кога сте со луѓе, тоа на некој начин е лек. one kind of medication. Универзитетските експерти велат дека странските студенти се отпорни, што им помага да се справат со секојдневните предизвици на животот во кампусот.